Добро вечер. На МРТ1 почнува ново издание на информативно-аналитичкиот магазин 360 степени. Во него едно интервју, две стории и саботажа. Хрватскиот премиер Пленковиќ за барањето гаранции од македонската влада во пристапниот процес за ЕУ. Pa ja mislim da je to razuman stav makedonske vlade i premijera Mickoskog. Znate, kad se čovjek jednom opeče, onda puše i na hladno. Притискаат нови рокови за нови обврски од реформската агенда. The water is pouring in from different direction, and to handle this, this will be a very, very big challenge with the upcoming steps in the future. За перипетиите со доделувањето лиценца за испитен центар за возачки на територијата на СВР Велес. На нашето прашање, зошто во присуство на комисијата од МВР монтирале пристапна рампа, сопстеникот и управител на фирмата ИЦ Сигурност, Маријан Чепанов, вели дека тоа било само за да се документира дека такво пристапно помагало имаат. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ го смета за разумно барањето на македонската влада за гаранции од ЕУ дека во текот на преговорите за членство нема да има вета за идентитетско-историски прашања. Овој став Пленковиќ го кажа во интервју за 360 степени што го снимивме во Охрид по потпишувањето на договорот за стратешка соработка меѓу Македонија и Хрватска. Pa ja mislim da je to razuman stav makedonske vlade i premijera Mickoskog. Znate, kad se čovjek jednom opeče, onda puše i na hladno. Jer i ranije je bilo situacija da se mislilo da je sve riješeno kad se ispune određeni kriteriji, pa su se najedanput stvarali novi izazovi i novi preduvjeti za otvaranje pregovora, tako da ja razumijem da aktualna vlada na neki način je dobila u nasljedstvo dogovor iz 2022. kada je Francuska predsjedala Vijećem Europske unije, koje je jedno rješenje gdje je Francuska nastojala biti konstruktivna, međutim zahtjevno je to rješenje objektivno za sve političke aktere u Sjevernoj Makedoniji i ne čudi me ovakav stav, mislim da je on ispravan i artikuliran, da onda ako se dogovori nešto, da onda za godinu dana ne bude nekih novih prepreka pa da ponovno se treba vraćati u velike zakonske izmjene ili pak izmjene Ustava, što je izrazito politički osjetljivo i u konačnici nepopularno. Со Пленковиќ, кој речиси 10 години е на чело на хрватската влада, освен за блокираните македонски евроинтеграции, разговараме генерално за процесот на проширување на ЕУ, шансите на Црнагора да стане членка во наредните 2-3 години, предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц, ризиците за регионалната безбедност, како и за перспективите за зголемување на трговската размена меѓу Македонија и Хрватска. Интервјуто како целина ќе го објавиме подоцна во емисијата. Владата воопшто не беше скромна деновиве во самопофалбите дека Македонија повлекла најмногу пари од фондот од планот за раст, споредено со другите земји од Западен Балкан, за реформи од второто полугодие на минатата година. И не може да се каже дека таквата самопромоција е неоснована. Но зад пораките за исполнувањето останаа скриени информациите за тоа што и колку не е исполнето, зошто и каде е земјава компарирана со регионот, ако за репер се земе реализирањето на обврските од реформската агенда од почетокот па досега, а не само во вториот семестар лани. Михаил Милошевски. Европската комисија го објави најновиот извештај за исполнувањето на реформската агенда. Билансот покажа оти до 31 декември 2025 година Македонија успеала да испорачи уште 16 реформски чекори за кои преземала обврска пред Брисел. Европската награда за сработеното е 30,6 милиони евра за државниот буџет и уште 35,1 милиони на располагање за инвестициски проекти преку инвестициска рамка за Западен Балкан. Овие реформи не се само дел од европскиот процес. Тие се директна инвестиција во функционалноста на државата и во квалитетот на животот на нашите граѓани. Но додека земјава добива пари од Европската Унија, има ризики да изгуби сериозни суми. На крајот на јуни 2026 година истекува продолжениот рок за исполнувањето на 10 реформски чекори, кои веќе требаше да бидат исполнети до јуни 2025 година. Очекуваме од 10 точки да ги исполниме 9,5. Технички да бидат во ред. Со тоа што ако прашувате ова половина,
останува една точка да се третира од Европската комисија како точка која на вистина има потреба од подолга динамика. Да го оценат ангажманот, дека сме во насока на исполнување на таа точка, но останува нивна проценка како ќе се третира, како пола точка или нема да го земат предвид. Оригиналниот пакет на обврски што требаше да биде затворен минатиот јуни броеше вкупно 16 чекори. Од нив земјава досега исполни вкупно 6, а остануваат споменатите 10. Ако не се исполнат до крајот на јуни 2026 година, односно во грејс периодот од една година од оригиналниот рок, земјава неповратно ќе загуби 49,2 милиони евра од планот за раст. Од тие 10 преостанати обврски за 4 Скопје и Брисел имаат ист став, дека не се исполнети. Тие се: намалување на државната интервенција во цената на струјата, оптимизација на 28 парафискални давачки, закони за плати на суди, обвинители и судска администрација, измени во изборниот законник. Извесно е дека првата обврска нема да се исполни. Премиерот јавно изјавува дека повлекувањето на државната помош во сметките за струја би предизвикало сериозен ценовен шок. Мали се шансите во преостанатиот еден месец да се направи уште еден чекор. Еден или два чекори зависат од учеството на опозицијата во нив, тоест еден во овој грејс период, тој изборниот законник. Се надевам дека таму разумот ќе преовладее, дека ќе се вратат во работната група и ќе го усвоиме сите заедно овој реформски закон. Мицкоски говори за нов изборен законник. Формирана е работна група, но процесот останува со неизвестен крај, откако опозицијскиот СДСМ одлучи да го напушти. А сега се носи закон за влада, на сила, без наша согласност. Причината е тоа што владеачкото мнозинство без изграден консензус изгласа укинување на концептот на техничка влада, не од следните, туку од изборите по нив. Нема слух кај власта за тоа да се работи заеднички за доброто на граѓаните. Они секој ден тоа го потврдуваат. Еве ја држат земјата во изолација, ја продолжуваат црната пропаганда, си ги тераат своите тендерски постапки. Ако сака заедничка работа, зошто на сила го донесува законот за влада? Преостанатите 6 обврски на листата од 10 се оние што македонската влада и досега ги сметаше за исполнети, но Европската унија вели не. Тие се: транспозиција на пакетот за интеграција на пазарот на струја, нов закон за судски совет, закон за електронски комуникации, користење нематеријални средства како гаранција за кредити, јавен регистар на државни предпријатија и компании со државно учество, пополнување на сите работни места во Агенцијата за конфискуван имот. Како е можно да има несовпаѓање на ставовите? Еве примери. Владата ја брои како исполнета обврската да донесе нов закон за електронски комуникации, согласно европското АКИ. Но од Брисел, меѓу другото, нотираат дека Законот за електронски комуникации продолжува да вклучува одредби за финансирање на оперативно-техничката агенција ОТА, иако Европската комисија изрази загриженост во овој поглед. Владата ја брои како исполнета и обврската за нов закон за судскиот совет, согласно препораките од Венецијанската комисија и Оценската мисија, но од Брисел велат. Комисијата забележа дека иако поголемиот дел од препораките беа земени предвид, не беше постигнато целосно усогласување со препораките и на Венецијанската комисија и на Оценската мисија. Сето ова значи дека, иако владата се надева дека ќе исполни 9,5 од преостанатите 10 обврски, зашто продолжениот и последен рок истекува во јуни, тоа е само на ниво на предпоставка. За делегацијата на Европската унија во Скопје, ваквиот оптимизам не е без подкрепа, но не е и без пречки. Theoretically, it is indeed achievable, but we are not there yet. There needs to be more effort in the coming weeks, and then again, the quality needs to be assessed. It's not about just passing a law. Then it needs to be assessed from our side if it fulfills all the requirements. Challenging are, as I said, the interinstitutional reform steps, where we are looking about public administration reforms, restructuring of state-owned enterprises, in the rule of law sector. There we are seeing that we are lagging behind compared to digitalization, private sector development and human capital. Штефан Худолин, кој е шеф на секторот за соработка во делегацијата на Европската унија во Скопје, подсетува дека тука се и другите рокови. Односно, додека енергијата сега е фокусирана да се фати последниот воз за реформите кои требаше да бидат завршени пред една година, истекуваат и редовните и вонредните рокови за други обврски.
When we talk about what was achieved, we also need to look into what was not achieved and how much was not achieved. And there we have already quite a backlog. And this is one of the challenges that we are kicking the can down the road. The steps that have not been achieved until now need to be achieved at a later stage. And now we have these overlapping deadlines because the country has, for steps that are not achieved, 1 year additional time, a grace period to do this. So we have not yet come to a pace that we have a clean track record of the past. So we are catching up with old steps, and we are facing every deadline, every new assessment deadline, the new steps. So this is certainly a challenge that now, the water is pouring in from different direction, and to handle this will be a very, very big challenge with the upcoming steps in the future. Институтот за европски политики или скратено ЕПИ е невладина организација која го следи исполнувањето и неисполнувањето на реформските чекори. Директорката Симонида Кацарска, која е директно вклучена во мониторингот, вели дека инструментот креира временски притисок и оти покрај намерата, фокусот да се стави на позитивниот елемент. Постои ризик зашто предстојните рокови се клучни за забрзување на темпото. Во тој пакет се многу сериозни реформи, како што е изборниот законник, за кој што знаеме дека нема политички консензус и подолго време е нешто што стои. Тука е прашањето и на цената на струјата, за кое што знаеме дека државата, веројатно тоа е некоја од она што берем знаеме одстрана, тоа е онаа половина која што можеби ќе биде исполнета. Државата мора да држи оптимистичка нота, но секако дека ако погледнеме наназад, немаме перформанс кој што би оправдал очекување 9,5 од 10, да се надеваме дека ќе не изненади. Во крајна линија додава Кацарска, никако не смее да се заборави. Реформите не треба да се сведат на штиклирање. Пред се капацитетот да се спроведе реформската агенда ќе влијае врз тоа дали и како ние ќе можеме да користиме средства од Европската унија долгорочно, бидејќи во дискусиите во ЕУ за новата финансиска рамка се одвиваат во насока на тоа дека овој начин на поттикнување на реформите, односно оваа соработка ќе стане всушност правилото, а не исклучокот, што значи дека ние во догледен период, било дали би станале членка на Европската унија или не, на овој начин би ги користеле многу повеќе средствата од ЕУ. Одговорите на овие прашања според начинот на кој е скроена реформската агенда се ексклузивно право и обврска на владата. Дали ќе бидат точни или не, оценува еден судија. One of the characteristics of the growth plan and the reform agenda was to have it in a very transparent way on how the countries are performing. And therefore this information is publicly available. It's a scoreboard where you can scroll down and where you can look into the different performances of the countries. And there we can see that we have 3 countries that are performing reasonably well and 3 countries who are lagging somewhat behind. And the 3 countries performing well, luckily, North Macedonia is in them, so it's Montenegro, Albania, and North Macedonia. And there, if you take it by ranking, North Macedonia is 3rd of all the countries. But with this uptake that we have seen in the last assessment, this gap is narrowing. So if North Macedonia continues in that pace, it will perform and it can increase and improve the level of ranking. Ранглистата за која говори Худолин во бројки изгледа вака. Црна Гора има завршено безмалку 1/4 од своите 130 обврски. Следи Албанија со 23,1% исполнети од вкупно 143 обврски, а Македонија е трета, со потврда дека исполнила 16,2% од 136 реформски чекори на кои се обврзала. Разликата е помала доколку се земе во предвид колку пари секоја земја добила од Европската унија за завршеното, бидејќи за потешките задачи следуваат и повеќе пари. Така Црна Гора досега успеала да повлече 89,3 милиони евра, што е 23,3% од буџетот од 383,5 милиони евра наменет за неа. Албанија повлекла 212,8 милиони евра, што е 23,1% од 922,1 милиони колку што и се на располагање на Тирана.
Македонија повлекла 142,1 милиони евра, што е 18,9 од резервираните за земјава 750,4 милиони евра. Испитните центри за полагање за возачка дозвола се легален монопол. Постапката е следна. МВР распишува јавен конкурс, се пријавуваат фирми или фирма, а Министерството избира една како најдобар понудувач од оние што ги исполнили условите. Избраниот се стекнува со право во период од 10 години да биде единствен што ќе спроведува испити на подрачјето на одреден сектор за внатрешни работи, а такви се 8 во државава. Лани беа потребни 2 конкурса за СВР Битола за лиценцата да отиде кај фирма регистрирана пред огласот. Годинава беа потребни 2 конкурса за СВР Велес за лиценцата да замине кај компанија регистрирана пред вториот конкурс. И оваа постапка, како и ланската за Битолскиот испитен центар, ја следат контроверзии на што е посветена сторијата на Славица Филиповска-Иванова. По неколку месечен застој, МВР конечно додели лиценца за испитен центар каде ќе се полага за возачки дозволи во Вардарскиот регион. Лиценцата за испитен центар за територијата на СВР Велес ја доби фирмата Сигурност, основана пред 2,5 месеци. Според податоците од Централниот регистар, компанијата е регистрирана на 11 март годинава, а собственик и управител е извесен Маријан Чепанов од Велес. Во истиот град е и седиштето, на крајот од плац со објекти за сервисни услуги за возила. Објектот е означен како испитен центар, има врата, скали, пристапна рампа и обележан паркинг за потребите на центарот. Сите овие елементи се важни при бодувањето и изборот на најдобриот понудувач. Немаше луѓе, ниту собственикот. Прво рече дека ќе дојде на средба со нас, но подоцна ја откажа од лични причини. За да се добие лиценца за испитен центар на територијата на СВР Велес, меѓу другото, потребно е да се има подружници и во Кавадарци и во Неготино. Во Кавадарци, подружницата е сместена во овој објект на самата линија на тротоарот, а паркингот е од спротива на улицата во дворот куќа. Објектот има врата на едниот и на другиот крај, но пристапна е само една, таа од десно на снимката. На видеоснимки до кои дојде 360 степени пак, се гледа како на 3 мај, инаку недела, во присуство на комисија од МВР се монтира пристапна рампа за влез во објектот од вратата од крајната лева страна. На таа врата сега нема ниту скали, ниту рампа, а на другата, скалите се практично на тротоар. Влезовите на објектот се предмет на интерес и на општинската инспекција. Против правното лице ИЦ Сигурност е покрената инспекцијска постапка за сторен прекршок по Закон за јавна чистота, врз основа на што е изготвен записник од увид на лице место и издадено е решение за отстранување на констатираните неправилности. По истекот на предвидениот законски рок за постапување, се исполнија условите за поведување на предлог за прекршочна постапка и истата е поведена до надлежниот суд во Кавадарци. Фирмата всушност била опомената да отстрани пристапна рампа поради узурпација на тротоарот. Откако не постапила во утврдениот рок, поведен е прекршочен спор. Собственикот и управител на фирмата ИЦ Сигурност, Маријан Чепанов, вели дека не знае за што точно му забележува општината. Во записникот е наведено дека друштвото на улица Пионерска поставувало подвижни и неподвижни предмети на јавна површина, без поблиско прецизирање за какви предмети станува збор, колку се наброи, ниту дали се подвижни или неподвижни. Сите овие прашања ги расчистуваме по редовен пат, преку достапните правни механизми и веруваме дека ќе бидат разјаснети до крај. Сакам да нагласам дека целата оваа ситуација е целосно одделена и нема никаква врска со условите од јавниот повик, ниту со исполнувањето на критериумите врз основа на кои ја добивме лиценцата за работа на испитниот центар. На нашето прашање, зошто во присуство на комисијата од МВР монтирале пристапна рампа, Панов вели дека тоа било само за да се документира дека такво пристапно помагало имаат. При спроведувањето на увидот од страна на надлежната комисија, едно од барањата беше рампата да биде поставена на лице место, за да се документира дека подружницата располага со неа и дека истата функционира согласно прописите. Тоа е стандардна постапка на документирање при увид, бидејќи комисијата мора визуелно и фотографски да утврди дека опремата постои и е функционална. Сепак, според нашите информации, на овој настан му претходело монтирање на многу поголема и подолга рампа, која општината ја отстранила и за која се води прекршочна постапка.
Панов тврди дека паркингот од спротива го обезбедиле од лице кое е собственик на просторот и фактички владател. И тоа, потенцира тој, не е основен услов за добивање на лиценцата. Дека и рампата не била базичен услов за добивање на лиценца, велат и од МВР. Но, дополнуваат оттаму, нејзиното постоење влијае на бодувањето на фирмите што конкурираат да добијат лиценца. Од страна на комисијата беше побарано мобилната рампа со која располага подружницата да биде поставена на лице место, со цел да се документира нејзиното постоење и функционалност. По завршувањето на увидот и со одветното документирање, рампата беше демонтирана, што е во согласност со самата нејзина намена. Од МВР не го коментираат фактот што општината води постапка токму за пристапот до објектот. Првиот јавен повик за добивање лиценца за територијата на СВР Велес беше објавен на 12 јануари 2026 година. Истиот месец беше и поништен, според МВР, во момент кога немало пристигнати понуди. Причината, соопшти тогаш Министерството, е за да се спречи монопол во бизнисот. На 6 март 2026 година, група пратеници од мнозинството доставија до Собранието предлог измени на Законот за безбедност на патиштата во делот на испитните центри. На 11 март 2026 година се регистрира фирмата ИЦ Сигурност. На 12 март 2026 година Собранието ги носи измените во законот. Непосредно потоа, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во настав за 360 степени објасни дека поништувањето на огласот и измените на законот се направени со цел да се отстрани обврската секој претендент за испитен центар да мора да има договор за обезбеден полигон во поголемите места. За подсетување, минатата година огласот за испитен центар во Битола го доби фирма на функционер на ВМРО ДПМН од Кичево, откако СНА на поранешен градоначалник на Ресен од СДСМ не го остапи единствениот полигон во градот на неговиот конкурент. И поради тоа се промени законот, се предвидоа сите овие услови во насока на демонополизирање на условите кои што претходно законот ги имал, се со цел да можеме да имаме поквалитетна услуга и се со цел да можеме да имаме потранспарентна и поконкурентна постапка. А како знаете што ви се случило во Велес? Предпоставувам дека слични монополски услови во рамки на одреден град со одредени полигони ги има и на територија на СВР Велес, како што ги има и на територија на СВР Битола. На поништен конкурс и тази закон, на 8 април МВР го објави новиот јавен конкурс за доделување лиценца за испитен центар за возачки испити за СВР Велес. На него се пријавиле 3 фирми: до тогашниот носител на лиценцата, испитен центар Зелен сигнал ОКИ, ИЦ Сигурност, за кој кажавме дека е основана на 11 март 2026 година, и Црвен сигнал ВЕЛ, регистрирана еден ден пред објавување на огласот, на 7 април. Битно е дека монополските услови, ако не го сменевме законот, ќе остане и пак само тој и никој друг. Што беа основите за поништување на повикот? Токму тоа. Нефер, законски, но неправедни монополски услови дефинирани во закон. Кога веќе го имавте објавено, така зошто не дозволивте да заврши? Заради тоа што имаше гласини во јавноста дека овој од кој што плачела целото повардарие во делот на незаконито постапување, во делот на полагање на возачки испити. Прашајте ги Велешани, Неготинчани, Проводарчани. Јас ли треба на правникот Панче Тошковски да му кажам дека врз основа на гласини не може ништо да прави? Не, дозволете ми се. Токму вие бевте тие кои што го разоткривте штосот во насока на она кое што го правеле претходно. Согласно монополски услови дефинирани во закон. Па вие го направивте тоа, не го направив ја. Јас до тогаш не ни знаев за тоа. Видите, Министерството за внатрешни работи има едно море од надлежности и како што сум кажал на времето кај да копнеше труло, ние гледаме да исправаме проблем по проблем. Дисквалификуваната фирма Зелен сигнал ОКИ, која досега ја имаше лиценцата и за која говори министерот, за резултатите од конкурсот дознала од медиумите. Ние што го водевме испитниот центар сме дисквалификувани поради неисполнување на услови, но не знаеме кој е тој услов што не го исполнуваме, а претходно 5 години сме исполнувале буквално се. Како одеднаш не исполнуваме не ни е јасно, бидејќи изборот, рангирањето, оценувањето од комисијата се уште се држат во тајност, а повикот беше јавен. Очекуваме поголема транспарентност, како што најави и самиот министер.
Тие велат дека немаат монопол на полигоните, ниту пак некој досега нашол забелешки на нивното работење. Не сме ние единствена фирма која ги има сите договори со полигоните. А во однос на тоа на што мислел министерот кога кажал дека плачело цело повардарие, не ни е јасно. Но може со сигурност да кажеме дека се било честно и одговорно професионално спроведено и дека секој кандидат кој покажал знаење и вештина да управува возило немал проблем. На што точно мислел министерот со таа изјава? Нека појасни на што се однесува. Третиот апликант кој конкурирал на повторениот оглас, фирмата Црвен сигнал Вел од Велес, ги одмолчи нашите прашања за тоа дали се известени зошто се одбиени и дали имаат евентуални забелешки на постапката за избор. На наше прашање што било пресудно и за сигурност да ги победи конкурентите, од МВР ни одговорија. По спроведената постапка од страна на надлежната комисија констатирано е дека едно од трите пријавени правни лица не ги исполнува во целост законски пропишаните услови, додека другите две правни лица ги исполнуваат сите услови. По извршеното оценување на поединечните критериуми, избраното правно лице ИЦ Сигурност Доел Велес оствари најголем број бодови, врз основа на што му беше доделена лиценцата за работа. Верувам во луѓето кои што се дел од комисијата и верувам дека истите постапиле максимално Ако се појават информации дека не било така, може да се приспита одлуката? Апсолутно, секоја она одлука која што е донесена од страна на Министерството за внатрешни работи, а при тоа имаме докази кои што ќе дадат една поинаква фактичка состојба, апсолутно да. Од добитничката фирма велат дека и основачите и вработените имаат 15 години искуство во сферата на обука на кандидати за возачи и функционирање на автошколи. Во наредните денови очекуваат официјално да започнат со работа. Како ќе се носат со новата улога, ќе продолжиме да следиме. Во продолжение на 360 степени ќе го видите разговорот со Андреј Пленковиќ, премиерот на Хрватска, земја членка на ЕУ и на НАТО, што го снимивме во вторникот во Охрид по потпишувањето на договорот за стратешка соработка меѓу Македонија и Хрватска. Теми се пристапниот процес на земјава за ЕУ, подготвеноста на Унијата наскоро да прифати нова членка или членки, идејата што ја промовира германскиот канцелар, состојбите во регионот, како и билатералните односи меѓу Скопје и Загреб со фокус на трговската размена и на туризмот. Премиере Пленковиќ, благодарам за ова интервју за 360 степени на Македонската радио телевизија. Добре дојдовте во Македонија, во Охрид. Дали ви е прв пат во Охрид? Prije svega hvala lijepa na prilici, nije prvi put u Ohridu, bio sam i ranije u nekim prijašnjim vremenima dok još nisam bio predsjednik vlade, ali moram reći da je zaista gostoprimstvo predsjednika Mickoskog i ovakav prekrasan ambijent ovdje na Ohridu zaista impresivan i preporučit ćemo Hrvatima da što više dođu na Ohrid. На пресконференцијата рековте дека околу 55.000 македонци во 2025 година дошле во Хрватска, тоа во проценти, кога ќе ја кажеме вкупната бројка од околу 22 милиона туристи, е малку, но вие се заблагодаривте и на таа бројка. Може ли повеќе хрвати да доаѓаат во Македонија и повеќе македонци во Хрватска, се разбира? Hrvatska je snažna turistička destinacija, mi smo negdje 18. turistička zemlja svijeta, imamo privilegij da imamo Jadransku obalu, naših 7 obalnih županija, najviše posjećuju strani turisti. Hrvatska je otprilike dosegnula do sada 22 milijuna turista godišnje, oko 110 milijuna noćenja, 15 milijardi 300 milijuna eura prihoda od turizma i sa turizmom povezanih aktivnosti gospodarskih, tako da smo u jednoj poziciji koja je vrlo solidna. Što se tiče naše zahvalnosti Makedoncima koji posjećuju Hrvatsku, 55.000 je vrlo lijep broj, to je rast od 10% iz godine na godinu, a baš uoči našega intervjua saznao sam da je oko 25.000 Hrvata godišnje posjeti Makedoniju, što mislim da je jako dobro i vjerujem da će ih biti i više. Potpišan je dogovor za strateška sоработка. Колку реално тој може да се отелотвори во вистинско напредување, реално, практично напредување на соработката меѓу двете земји, или на договорот треба да гледаме пред секако на политичка декларација, што исто така не е за подценување?
Pa riječ je o sporazumu o strateškoj suradnji koji pokazuje da je stupanj odnosa, povjerenja, prijateljstva, dugogodišnje suradnje došao u fazu kada je dobro da strukturiramo naše odnose sa jednim okvirnim sporazumom koji pruža mogućnost ne samo za intenziviranje političkog dijaloga, što je njegov temeljni cilj, nego i vrlo sadržajnu suradnju sektorsku, pa smo evo već danas potpisali ovaj sporazum između naših ministara nadležnih za energetiku, kako bi se i u tom segmentu dodatno razvijala suradnja između Hrvatske i Makedonije. U ovom trenutku razmjena je dosegnula godišnje skoro 350 milijuna eura. Smatramo da će ona i dalje rasti, a i evo poslovni forum koji je upravo održan predstavlja, ja bih rekao, vrlo značajno iskazan interes što se Hrvatske tiče hrvatskih izvozno orijentiranih kompanija, a vidim da je slično i sa makedonske strane gdje su to kompanije koje jako dobro posluju i na međunarodnim tržištima, a mnoge su već godinama prisutne u Hrvatskoj. Да, обемот на трговската соработка го спомнавте, таа е некако избалансирана, може би многу мал суфицит има на македонска страна. Кои се областите во кои што пред се мислите дека може да се напредува соработката? Pa kada gledamo kompanije koje su iz hrvatske strane angažirane, ako pogledate Končar, pogledamo Dalekovod, Ericsson, Nikolu Teslu, Kraš, Saponiju, Kandit, Odašiljače i veze, današnje prisustvo čak dvije kompanije koje su iz domene obrane poput Dokinga ili Orke ili pa građevinske kompanije poput Ingrada ili Invest Inženjeringa, onda to uz tradicionalno prisutnu Podravku predstavlja jedan veliki iskorak i vidimo da je paleta i struktura tih kompanija vrlo različita od prehrambene industrije, poljoprivrede do brojnih kompanija koje su u energetici, građevini, a naravno da ćemo tu suradnju pogledati i sa druge strane, kompanije koje su prisutne u Hrvatskoj. Vidjeli smo danas predstavnike primjerice Alkaloida, predstavnike Tikveša koji su investirali, vidimo, u jednu vinariju u Istri, u Motovunu, su signal da je ta suradnja zaista razgranata i da je trebamo dobro okrupniti, a posebno vidjeti ICT sektor koji po meni ima veliku perspektivu. За Македонија или за Северна Македонија пристапниот процес кон Европската Унија е многу тажна приказна. Самиот на пресконференцијата зборувавте за тоа дека некаде во 2000-тата Хрватска се трудеше да ја стигне во делот на потпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација. Се сеќаваме на 2005-тата, Хрватска некаде во октомври после готовина успеа да ги отвори пристапните преговори. Македонија 2 месеци подоцна го доби кандидатскиот статус, но денес Хрватска е веќе 13 години членка на Европската Унија, а Македонија за жал е речиси на истото место како во 2005 година и тоа е навистина тажна историја. Македонија нема своја земја покровител, земја ментор, како што може би вие имавте во текот на пристапниот процес во една Германија. Знаете дека е блокиран пристапниот процес. Актуелната влада во Скопје не се согласува со тоа што беше договорено во 2022 година и со преговарачката рамка. Има ли излез од оваа блокада? Гледате ли вие некаде излез? Pa prije svega, točno je ovo što ste rekli. Makedonija je bila nešto ispred Hrvatske u vremenu prvog samita između zemalja Europske unije i zemalja jugoistoka Europe koji je bio održan u Zagrebu. Ja se jako dobro sjećam tih trenutaka jer sam tada bio diplomat koji se baš bavio tim temama. I mi smo nastojali da nakon što je Makedonija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i mi dođemo u poziciju da budemo u toj fazi i stvarno kada gledate nakon toga hrvatska dinamika je nakon premošćivanja problema otvorenih koje smo imali sa nekoliko zemalja članica, kontekstom suradnje s Haškim sudom,
otvorila, odnosno stekla najprije status kandidata, pa otvorila pregovore, krenula u pristupni proces, kasnije deblokirala otvorena pitanja koja smo imali sa Slovenijom i u konačnici postala država članica 1. srpnja 2013. godine. Mi ćemo biti sada punih 13 godina u članstvu za mjesec dana, dok s druge strane Makedonija nije to uspjela, što zbog odnosa s Grčkom, a sada u zadnje vrijeme odnosa sa Bugarskom. Mi smatramo da je takav status i taj put kojeg ste vi nazvali tužnim po meni prije svega duboko nepravedan, jer su reforme koje su ovdje poduzimale različite vlade išle ka ispunjavanju kriterija, bilo političkih, bilo ekonomskih, bilo sektorskih, i da je jedna takva situacija koja nije omogućila čak ni otvaranje pregovora, zahtjeva i dodatne izmjene Ustava i određenih protokola koje su realno gledajući politički vrlo osjetljive za makedonski narod, što ja itekako razumijem. Smatramo da treba doći do jednog rješenja koje bi omogućilo napredak, zahtijevati u više navrata promjene Ustava, imena, sve ovo što se događalo ovdje su teške. Teške su za svaku vladu, bile bi teške za svaki narod. Ja često se zapitam kakav bi bio stav Hrvatske i hrvatskih građana da smo imali slične uvjete kakve ima makedonski narod i kakve Sjeverna Makedonija ima danas. Mislim da ne bi bilo lako držati stupanj entuzijazma i privrženosti prema Europskoj uniji kao što ga imamo danas. Ono što je trenutno situacija, imamo novoga premijera, bivšeg predsjednika u Bugarskoj, gospodina Radeva, koji ima veliko političko iskustvo, a vjerujem da će i u bilateralnim razgovorima ta tema doći vrlo brzo na stol, da ćemo imati prigodu već u sljedećih nekoliko dana u Tiftu, gdje se u Crnoj Gori održava sastanak na vrhu između zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana, uopće raspraviti daljnju dinamiku proširenja, jer ona sad podrazumijeva i Ukrajinu, i Moldovu, i sve zemlje u našem susjedstvu. Tako da u tom kontekstu širem treba tražiti rješenja za deblokadu ove situacije koja nikako nije dobra, ne samo za Sjevernu Makedoniju, nego nije dobra uopće za proces proširenja. Da. Vi imate малку побалансиран став, но да речеме изјавите што доаѓаат од Брисел велат има договор од 2022 година, сега е на владата во Скопје да испорача согласно тој договор. Од друга страна, владата на господинот Мицкоски инсистира на гаранции, некаков тип на гаранции што би дошле од Советот на Европската унија или од Европскиот совет, дека ако се направат уставните измени, ако се внесат бугарите, тоа ќе биде последната одстапка од идентитетско-историски карактер и дека нови вета во текот на пристапниот процес нема да има. Можно ли е да се добијат такви гаранции? Pa ja mislim da je to razuman stav makedonske vlade i premijera Mickoskog. Znate, kad se čovjek jednom opeče, onda puše i na hladno. Jer i ranije je bilo situacija da se mislilo da je sve riješeno kad se ispune određeni kriteriji, pa su se najedanput stvarali novi izazovi i novi preduvjeti za otvaranje pregovora. Tako da ja razumijem da aktualna vlada na neki način je dobila u nasljedstvo dogovor iz 2022. kada je Francuska predsjedala Vijećem Europske unije, koje je jedno rješenje gdje je Francuska nastojala biti konstruktivna, međutim zahtjevno je to rješenje objektivno za sve političke aktere u Sjevernoj Makedoniji i ne čudi me ovakav stav, mislim da je on ispravan i artikuliran, da onda ako se dogovori nešto, da onda za godinu dana ne bude nekih novih prepreka pa da ponovno se treba vraćati u velike zakonske izmjene ili pak izmjene Ustava, što je izrazito politički osjetljivo i u konačnici nepopularno. Од ваша перспектива, процесот на проширување на Европската унија е жив процес и во контекст на тоа прашање како гледате на предлогот на германскиот канцелар Мерц како обид за алтернатива на процесот на проширување или како навистина, како што тој вели, давање нова динамика на тој процес? Pa gledajte, Hrvatska je zadnja ušla u Europsku uniju. Od tada je prošlo 13 godina. Znači, prošla je cijela jedna Junckerova komisija, jedan cijeli saziv parlamenta bez proširenja. Prošla je prva komisija Ursule von der Leyen i sad drugi saziv parlamenta bez proširenja. Sad smo već u praktički duboko drugoj godini mandata ove komisije i ovoga saziva parlamenta i meni se čini da postoji određena politička volja
prije svega na razini institucija, da se nešto dogodi s proširenjem, jer baš da se pusti, ako to računamo, još 3 godine do kraja ove komisije, ovoga parlamenta, to je onda punih 16 godina bez proširenja, što je jako puno. I s te strane imam dojam da postoji volja da se dogodi barem jedno proširenje u mandatima ove komisije, ovoga parlamenta. S druge strane, Mercovo pismo je na određeni način bilo očekivano. Mi svi koji razgovaramo međusobno, a stalno tu temu dotičemo, bilo nam je jasno da očekivanje o tome da Ukrajina postane članica Europske unije 1. siječnja 2027. jednostavno nije bilo utemeljeno na realnim procjenama. I ono se u biti temelji na dvije dosta iskrene poruke. To je i kulturološki očekivano od Njemačke kao najveće članice. Jedan, želimo biti jasni, prijatelji smo, želimo europsku perspektivu Ukrajine, želimo članstvo, ali nije realno 1. siječnja 27. To je ono što je u biti bit toga pisma. Drugo je da temeljem iskustva dosadašnjih proširenja, pa i europskog ekonomskog prostora EFTE, Njemačka nudi jedan novi model koji bi bio nalik proširenju, dao bi određene privilegije Ukrajini prije svega, jer to je pismo, možemo reći, 4/5 Ukrajini i zadnju 1/5 se odnosi na ostale zemlje, gdje bi joj omogućio ukrajinskim ministrima, zastupnicima jedan pridruženi status prema institucijama, a jednako tako i mogućnost sudjelovanja u pojedinim sektorskim politikama uz značajna financijska sredstva koja su važna kao dio jednog šireg paketa mirovnog plana za Ukrajinu koji bi trebao podrazumijevati i primirje, pa i mirovni sporazum, i sigurnosna jamstva, i jačanje ukrajinskih obrambenih sposobnosti, nastavak stvarnih reformi prema članstvu u Europskoj uniji, a de facto bi dao jedan lijek koji bi djelovao brzo i percepcijski bi bio dobro prihvaćen u Ukrajini. To je smisao tog pisma. On tu naravno dotiče i ostale i sugerira da otvorenije razgovaramo što ćemo s proširenjem, jer ta tema je različita ako ju gledamo načelno i različita ako se gleda konkretno. Konkretno je vrijedilo do sada pravilo individualne zasluge, individualna postignuća, strukturiran proces sa poglavlja na klastere, pregovori, zaključivanje sporazuma, ratifikacija, članstvo. Ono što je bitno i pozicija Hrvatske je vrlo jasna, ako će se doći do jednog novog modela koji bi podrazumijevao ili neke prečice, dakle brže puteve, onda te prečice moraju vrijediti za sve. Ne mogu vrijediti samo za neke, a za druge ne. Pogotovo ne za naše susjede, za jugoistok Europe, koji dugo godina čekaju, poput primjerice Sjeverne Makedonije, ili za nas jednako tako važnu i posebno bitnu Bosnu i Hercegovinu gdje su Hrvati konstitutivan i ravnopravan narod, gdje mi želimo da i Bosna i Hercegovina ide brže prema Europskoj uniji nego što je to sada. Dakle, to je jedan kontekst u kojem ćemo morati raspraviti ovo što u Tiftu odmah idući tjedan, što u Briselu, ja se nadam, u lipnju. Ова е на линија можеби на тоа што го зборува новиот унгарски премиер или словачкиот премиер за тоа дека ако на Украина и се дава некаков привилегиран статус, тогаш не смеат да се заборават државите од Западниот Балкан. Што мислите, бидејќи самиот спомнавте дека чувствувате дека има желба во мандатот на овие европски институции да се случи барем едно проширување? Дали Црна Гора е најсериозниот кандидат за тоа? И каква е хрватската перспектива на таа црногорска амбиција со оглед на тоа што Хрватска го блокира затворањето на поглавието 31 за Црна Гора со оглед на тоа што имате редица барања поврзани со некои prašanja vo Crna Gora? Pa što se tiče ukupnog konteksta gdje je koja zemlja, tu su stvari dosta jasne, ali Crna Gora je realno najviše odmakla u tom institucionalnom procesu pregovora. S druge strane, Albanija je napravila veliki napredak u proteklom razdoblju. Srbija je tu nešto sporija. Situacija sa Sjevernom Makedonijom je ovakva kakva je. Bosna i Hercegovina čeka da otvori te svoje pregovore, premda je politička odluka donesena na razini Europskog vijeća, a ambicija koju Bosna i Hercegovina ima pretpostavlja i određene dogovore političkih stranaka i naroda oko temeljnih pitanja koji su sada više internog karaktera i očekuju se da
se i to riješi. Kosovo, s druge strane, koje je nepriznato od strane čak 5 članica Europske unije, ima sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nalazi se, recimo to tako, sa Bosnom i Hercegovinom možda malo dalje od samoga članstva. Što se tiče Hrvatske, mi smo generalno za proširenje, mi smo godinama pomagali Crnu Goru da ispuni reforme, transferirali znanje. Mi smo cijeli prevedeni aki ili ti pravnu stečevinu Europske unije koji smo radili, prevodili, investirali, to nas je u konačnici nešto i koštalo, besplatno ustupili svim državama jugoistoka Europe, jer to je ipak ogromna količina europskog zakonodavstva koja se kroz desetljeća stvarala, da im prevođenje akija bude lakše na jezik i da taj pravni jezik i to redigiranje bude što bolje i učinkovitije, a postoje određena otvorena pitanja i neki potezi koji su bili vrlo loši i iznenađujući prije otprilike 2 godine, koji su se dogodili u Narodnoj skupštini Crne Gore, suprotno onome što se očekivalo i što se obećalo i što se dogovorilo. Crna Gora tu se nalazi u poziciji da u pogledu poglavlja 31, koja je vanjska sigurnosna politika, koja podrazumijeva i dobrosusjedske odnose, treba ispuniti još neke kriterije. Naši ministri vanjskih poslova su zaduženi da razgovaraju na tu temu i kad se i ako se ti kriteriji ispune, onda ćemo odlučivati o daljnjim koracima. Мислите дека ќе има можност за ратификација на пристапен договор само за Црна Гора кај сите земји членки на Европската унија или сепак ќе треба да се формира една поголема група, кластер на држави? Ja mislim da je situacija toliko različita danas da osim ako se potpuno ne promijeni koncept, to jest da se smisli nekakav novi alternativni oblik bližega statusa ili bližega članstva koji bi onda išao za sve, ako se nastavlja sa većinom zemalja, posebice jugoistoka Europe, da se ide prema punopravnom članstvu, onda ne vidim kako bi moglo doći do jednog velikoga paketa, jer su u institucionalnoj i pregovaračkoj dinamici razlike u vremenu, u realnom, prevelike ovom času. И само уште едно прашање околу безбедноста и стабилноста во поширокиот регион. Ги споменувавме речиси сите држави. Босна и Херцеговина има некаква своја внатрешна динамика. Нерешени се односите Белград-Приштина. Во Србија внатре се случува една политичка нестабилност. Еве, ве слушаме и вас од време на време, реплицирате на некои изјави кои што доаѓаат од Белград. Последно беше на председателката на тамошниот парламент Брнабич и така натаму. Гледате ризици за безбедноста и стабилноста во регионот? Pa svijet se nalazi u vrlo zahtjevnom sigurnosnom kontekstu. Dakle, imamo rusku agresiju na Ukrajinu koja traje 4 godine i 3 mjeseca. Imamo rat na Bliskom istoku koji još uvijek traje. Sukobi koji su krenuli od praktički jeseni 2023. nakon terorističkog upada Hamasa u Izrael i odgovora i nakon toga jedne serije sukoba koji su ne samo uključili pojas Gaze i rat izraelske vojske sa Hamasom, nego i Hezbollah u Libanonu i Hutije u Jemenu i direktan napad Izraela i SAD-a na Iran, odgovor, blokiran Hormuški tjesnac, zarobljeni tankeri sa naftom, sa plinom, sa kerozinom, sa brojnim mineralima koji utječu na nedostatak 20% energenata na svjetskom tržištu, pa onda automatski ako imamo rast cijena energenata, imamo i gospodarske posljedice što uključuje inflatorne pritiske za cijeli svijet, onda nam je jako važno da se ta globalna nestabilnost ne prenese i na područje jugoistoka Europe. Dakle, a nismo jednom ovdje imali probleme. Imali smo ih od agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Sloveniju, na Hrvatsku, na Bosnu i Hercegovinu, kasnije na Kosovo, probleme koji su postojali ovdje, sjećamo se i ovdje situacije koja je postojala u Sjevernoj Makedoniji, brojne sporazume i činjenica da ne bi bilo dobro da imamo neke proksi organizirane i orkestrirane sukobe ili izazivanje nestabilnosti na području koje ovako i onako kroz recentnu povijest se pokazalo prilično volatilnim. I zato nam je itekako važno da se održi stabilnost. Za nas
Vrlo jasna poruka je bila prvo suradnja država, drugo evropski put. Evropski put je sidro, poveznica, ljepilo koje spriječava određene sukobe. To je u konačnici i povijest cijelog procesa evropske integracije. A s druge strane, ne možemo bježati od činjenice da postoje otvorena pitanja. Odnosi Srbije i Kosova su daleko od dobrih, dakle taj dijalog je sada vrlo, recimo to tako, škrt, nije osobito intenzivan. U Bosni i Hercegovini postoji određeni signali, sada su izborna godina, vidjet ćemo kako će to sve skupa biti nakon mjeseca listopada, da situacija bude bolja. Što se tiče ostalih zemalja, mislim da se svako trudi da nešto napravi. Imamo te demonstracije koje u Srbiji traju već nekoliko godina, neke su vezane onim groznim događajem u školi koji se dogodio, ubojstva djece, druge su vezane sa nadstrešnicom u Novom Sadu. Međutim, skupila se jedna skupina ljudi koja već dugi niz godina u biti demonstrira za promjenu vlasti, promjenu režima, što bi se reklo. I to sve utječe na stabilnost cijelog jugoistoka Europe. Vi ste spomenuli da mi tu i tamo povremeno reagiramo. Mi uglavnom reagiramo i to na jedan ovako dosta elegantan način, ne pridajući veliku pozornost time da se interna situacija u Srbiji najlakše rješava tako da se fokus prebacuje na nekoga u susjedstvu. Obično je to Hrvatska. Mi smatramo da Hrvatska nikakve veze nema sa unutarnjom nestabilnošću i studentskim ili drugim prosvjedima u Srbiji, nego da je to interno pitanje Srbije i tako to i tretiramo. Mi smo sve svoje nacionalne zadaće riješili, ali baš sve, i pobjedu u obrambenom Domovinskom ratu i oslobađanje okupiranih teritorija i članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji i Schengenu i europodručju. Sutra će biti u OECD-u. Sada imamo strateški zadatak i ustavnu obvezu da brinemo o Hrvatima izvan Hrvatske, jer su to Hrvati u Bosni i Hercegovini kao konstitutivan narod. Da li su to hrvatske nacionalne manjine u nama susjednim zemljama, njih ima 12, ili pak poveznica domovinske iseljene Hrvatske, to su strateške zadaće uz jačanje gospodarstva. I mi sve te ciljeve ostvarujemo uz, naravno, kao što to rade i svi, jačanje naših obrambenih sposobnosti. Hrvatska ulaže jako puno u svoje obrambene sposobnosti da bi ispunila i ciljeve prema NATO-u, ali i da bi osigurala u budućnosti svoju sigurnost, da nam se 91. više nikad ne ponovi. Благодарам за овој разговор. Hvala vam lijepa i želim puno uspjeha Sjevernoj Makedoniji na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Mi smo i prijatelji, i partneri, podržat ćemo taj proces. Благодарам што еднаш. Hvala vam. Гледавте интервју со премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ. Во продолжение новата саботажа. Весте дека човек каснал куќе, а не обратно. Па затоа доаѓа време кога предвид ке се зема и нивното мислење, па и тие во процесите ќе мора да имаат свој адвокат. Единствениот доказ е зборот на граѓанинот наспроти зборот на куќето. Каков апсурд. Може ли куќето да се одбрани или пак да прифати вина? Долител бил измислен лик, ама веројатно е нормално некој да знае што мислело куќето, како се чувствувало и дали било погрешно разбрано. А ако веќе имаат карактер, тогаш логично е да добијат процесни права и обврски. И човекот е пред куќето. И сега ние куќето да му отвориме жиросметка, да му ставиме пари, да го казниме и да му земеме од жиросметка на куќето пари. Тој што е виновен ке си плати, освен ако не е доволно снаодлив, доволно силен или доволно близко до центрите на преживување. Во природата од секогаш постоеле зверки со посебен третман, некој и со институционална заштита. По рефлекс детето реагира ако има нешто, ако му лаја куќите по него. Во Скопје волк имаш. Градоначалник, мене и тебе не јаде ни мечка, не е волк. Ние двајца сме заштитени. Другите нека мислат. Кучињата лаат, карванот си врви, а модерното образование и воспитание очигледно веќе не се мери според знаење, туку според визуелен впечаток. Авторитетот го градат модните критериуми, а врз дисциплината влие должината на здолништето. Ако детето гледа дека учителката негова е наместо учителка иде како на манекенка или иде на мис, сигурно нема да се понаша ка
сум понашал ни на време. Сепак состојбата е под контрола, системот функционира, модната полиција предводена од градоначалникот извршила проценка и утврдено е дека гардеробата е во рамки на дозволеното, ама без гаранции, надвор од општинските граници. Тоа е укавааци на днината работа. Јас проверено е и со секторот за образование, и со директорите, еве тука дел и од образовниот систем. Сите се соодветно и облечени како што треба на работа. И на крајот, кога не баш сите се согласуваат со констатацијата, следува експертиза. Нешто ми сугерира Круме во другата страна, вака би прави председател. Расигилат, нек си думне. Ја мислам дека тоа е моја, го имам гледано, 6-7. Додека едни си ги ладат рацете, другите напреми ги тргаат од жешките теми. Во секој случај, најважно е никој да не се изгори од одговорност. Ако и вечерва бевте со нас, ви благодарам за вниманието. Ви закажувам нова средба в понеделник во 20:15. Пријатно!